има едно прашање многу вака делува обично. Зошто етнички албанец во Македонија би гласал за СДСМ? Што тоа вие ќе го породите за да биде тоа така решено, за да реализирате оваа амбиција како што велите, да освоите најмногу гласови меѓу албанците како политичка партија? Економска иднина. На него како граѓанин и на неговото семејство. Иднина на интеграција во Европската унија и НАТО. Работни места конкретно, еднакво, рамноправно, како за секој граѓанин. Покажуваме подготвеност на оваа голема партија, која што била исто така резервирана по одредени прашања. Еве ја отворивме. Ние имаме повеќе од 9000 членови албанци. Знаете дека има некои специфични прашања кои го тангираат етнички албанското гласачко тело во Македонија. Ги тангираат политичарите. Кои можеби често на кои често со доста јак сензибилитет и интензитет реагира македонското гласачко тело. Тоа е само од прагмата на политичарите националистички поставени. Тоа е Никола Груевски и Али Ахмети во целиот овој период. Тоа е во нивните глави. Но тоа тоа треба се надмине. Целосно го надминавме. Јас зборував за употребата на албанскиот јазик. Не губам јас како граѓанин на Струмица, кој што сме 94% македонци. Останувате на таа изјава? Значи, една работа да се знае. Прагмата во Македонија мора да биде следена. Не губам јас ништо како македонец. Ни па граѓанинот на Штип, на Скопје, кој што е од македонскиот етнички корпус на граѓани. Ако бабичката од Гостивар, за да добие социјална нега од трето лице, се обрати на албански и биде одговорено на албански. Не губиме ние ништо од тоа. Или детенцето што учи музичко во Куманово, тоа е една иницијатива која што е подржана од нас. За да може да дојде до средно образование музичко, мора да помине во основно музичко и да научи теорија и солфеж на албански јазик, оти он не знае македонски. Ако има талент, значи тоа дека не треба да биде музичар тоа дете, оти е турче, оти е србинче, оти е, не знам, албанче. Само во Македонија се замараме за овие прашања. Не губи ништо македонецот, ако некој го добие своето право да се инкорпорира подеднакво во нашиот систем. Гледам и зборувам отворено за овие работи. И јас го кажав примерот со мојата ќерка. Значи, моите фирми, фирмите на заеви, соработуваат со клиенти македонци, но и со албанци. Ако таа одлучи да учи албански јазик и треба да учи, ќе прави бизнис после тоа, ќе заработува, ќе има пари од тоа. Така да неизини се опциите што ќе учиме. Ние, на секако, службен јазик во Република Македонија е македонскиот. Кога ќе се обратиме кон Грција, ќе се обратиме како на македонски јазик или кон било која земја. Се разбира, тоа е нашиот јазик. Ние сме Република Македонија и нема потреба од било каква дискутабилност за ова. Прашањето е како дека македонскиот дел нешто ќе изгуби, ако делот на албанците во државата нешто добијат. Не е така. Не треба така. Јас сум најверојатно прв политичар. Многу ризици презема во овој период и го презедов и овој. Сега му е мајката да дефинираме каква земја ќе градиме во иднина. Знаете дека ќе живееме по табуата. Федерализација, Зоран Заев, мислам тоа се тоа може да биде во главата на Никола Груевски и на Али Ахмети и на никој друг во државата. Федерализација во Македонија. Прашите ги граѓаните таму потвоените, во Рачиново кај што отворивме штабови насекаде. Барат работни места. Барат да си ги учат децата онака како што заслужуваат во 21 век, втора декада. Барат кога ќе сака да тркне до Париз на 3 дена да има парички за неговото дете, да види нешто од Европа да донесе овде. Значи тоа го барат луѓето, какви федерализации. Знаеш што вика? Татко ми е роден овде. Дедо ми е роден овде. Со Албанија ќе бидам јас во иднина, па кој второстепен граѓанин ќе бидам таму? Ние сакаме Европа и НАТО, каде што ќе ги ползуваме европските вредности и ќе оживееме квалитетот на животот еден кој што сите го имаме. Нашите деца имаат право да живеат на ниво како децата од Западна Европа. Ние не сме помалку од нив. Дај да се бориме за тие вредности. Тоа е тоа што јас им го нудам на граѓаните албанци, како што им го нудам и на граѓаните македонци и на граѓаните турци, срби, роми, бошнаци, власи, бугари, египтјани, сите во Македонија. И тоа е нашата цел. И немам предрасуди за оваа работа. Јас исконски, искрено во душата, како што верувам оти ќе победиме режимот на 11 декември, верувам во оваа иднина на Македонија.